Почитувани гледачи, ова е Светот денес на Тира. Еве што ќе гледате во најновото издание. Најголем број прегледани пациенти во јули во клиничкиот центар во Битола, вкупно 19.820 пациенти. Македонската влада се осуда за вокабуларот на грчките војници. Од Светскиот македонски конгрес побара итем прекин на преговорите за името. Зголемен е бројот на кривишни дела за семејно насилство. 29.000 пациенти минатиот месец, иако имале закажан преглед преку Мој термин, не се појавиле на прегледот. Најголем број прегледени пациенти во текот на јули има во клиничкиот центар во Битола, вкупно 19.820 пациенти. Потоа следат клиничкиот центар во Тетово, болницата во Прилеп и општата болница во Куманово. Во текот на јули вкупно 29.000 пациенти кои имале закажано специјалистички или друг преглед преку можноста Мој термин не се појавиле во закажаното време. Ова го потенцираше на денешната пресконференција проект менаџерот на Националниот систем за закажување прегледи Мој термин Милана Ризанковски, кој ги повика граѓаните кои не можат да се појават во закажаниот термин да го откажат преку бесплатниот телефонски број, преку SMS порака или преку нивните матични лекари. 74 годишна жена од Струмица дури 27 пати не дошла на закажаните термини. Исто така пациент на 54 годишна возраст од Јегуновци не се појавила на 27 закажани термини, изјавија Ризанковски. Тој додаде дека на овој начин се наштетува на концептот на функционирање на Националниот систем за електронски евиденции и непотребно се креира нереална листа на чекање. Најголем број прегледани пациенти во текот на јули имало во клиничкиот центар во Битола, вкупно 19.820 пациенти. По него е клиничкиот центар во Тетово со 16.930 прегледани пациенти, болницата во Прилеп со 13.600 прегледани пациенти и општата болница во Куманово со 11.897 примени пациенти преку проектот Мој термин. Од скопските здравствени установи најмногу пациенти биле прегледани во градската општа болница 8 септември 13.130 пациенти. А Ризанков додаде дека во здравствените домови од вкупно 69 доктори интернисти 33% го надминуваат просекот на дневно дефинирани термини, и тоа се лекарите од здравствените домови во Скопје, односно поликлиниките Букурешт, Јане Сандански, Драчево и Ѓорче Петров. Кај општите болници од вкупно 81 доктори интернист, само 38 или 47% го надминуваат просекот на дневно дефинирани термини. Комисијата за матични доктори констатирала дека со најголем број упатувања во текот на еден работен ден или 30% се поради препишувањето на терапија на хроничните пациенти. Зголемен е бројот на кривишни дела за семејно насилство. Најголем дел од кривишните дела или 80% се извршени со употреба на физичка сила или закана. За 16,1% е зголемен бројот на кривишни дела за семејно насилство во првото полугодие од годината во однос на истиот период минатата година. Пораст за 3,4% бележат и поплаките за семејно насилство. Прекршоците извршени меѓу членови на семејство се намалени за 46,2% како резултат на соодветно третирање на семејното насилство од страна на полицијата, односно кривишното санкционирање. Ова се дел од заклучоците на Министерството за внатрешни работи од преземените активности во врска со семејното насилство. Во анализираниот период според соопштението извршени се 389 кривишни дела, од кои најголем број или 67% со телесни повреди и 30% загрозување на сигурноста. Останатите кривишни дела се по 2 убиства и противправни лишувања од слобода и по 4 тешки телесни повреди и присилби. Како сторители на кривишни дела во 93% од случаите се јавуваат лица од машки пол. Најголемиот дел од кривишните дела или 80% се извршени со употреба на физичка сила или закана. Сторителите при извршувањето на кривишните дела во 99% од случаите биле под дејство на алкохол. При извршување на 3 кривишни дела сторителите користеле наркотичка дрога, додека 167 дела ги сториле во состојба на психичко растројство. Еве што ќе гледате по продолжение на вестите. Македонската влада се осуда за вокабуларот на грчките војници. За ова пократката пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Дали спортските настани стануваат небезбедни места? Да, не.
За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Македонската влада го осуди заканувачкиот вокабулар на грчките војници и побара од Европската унија да не го премолчува тоа. Македонската влада го осуди заканувачкиот вокабулар на грчките војници и побара од Европската унија да не го премолчува тоа. Владата на Република Македонија изрази најостар протест поради насилничкиот и заканувачки вокабулар кој го употребуваат грчките војници и кој е својствен за некои давнешни времиња, предупредувајќи дека ваквите чинови подгреваат омраза меѓу народите, а од Европската унија побара да не ги премолчува и толерира ваквите појави кои се повторуваат во соседна Грција, туку најостро да ги осуди. Владата ги презима сите дипломатски чекори за осуда на овој или на ваквите слични настани во Република Грција, кои не придонесуваат за промовирање на добрососедството и духот на соработката, се истакнува во соопштението на македонската влада. Македонската страна е загрижена од фактот што вакви недолични и нецивилизирани појави со години се повторуваат во Грција, а при тоа никогаш немало официјално извинување и оградување од властите. Веројатно не им пречи кога македонците, албанците или турците им ги оставаат парите како туристи, а надвор од тоа пеат дека ќе им ја цицаат крвта, се вели во соопштението на владата. Се предупредува и дека во Брисел ваквите појави се премолчуваат, се всушност се толерира и покрај декларираноста на Европската унија за сузбивање на национализмите на континентот, за разлика од реакции на речиси сите случувања во земјата. Сведоци сме на прекумерни реакции за збиднувањата во земјата, но редовно кога станува збор за ваков речник и настапи во Република Грција, кои рефлектираат и промовираат насилнички национализам, се премолчува. За доброто на европската идеја и вредностите кои таа ги промовира, неопходно е ваквите практики и брутални изблици на најрадикален национализам во државните структури да наидат на најостри осуди, порачува владата на Македонија. Од Светскиот македонски конгрес побара и темпрекин на преговорите за името. Првиот човек на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров на 24-тото генерално собрание побара итем прекин на преговорите со Грција за името. Со ваквиот потек ќе дојде до меѓусебно помирување на македонците од целиот свет. Лудилото околу Македонија за промена на името на државата и идентитетот ќе заврши кога владата на Република Македонија ќе достави писмена нота до Обединетите нации дека смета дека разговорите за името се исцрпени и ќе соопшти дека го продолжува членството во Обединетите нации под своето уставно име, вели Петров. Покрај името на собранието се зборуваше и беа донесени цела листа на резолуции за клучни прашања, меѓу кои за односите со соседите, националното обединување, правата на македонците во светот. Посебно Светскиот македонски конгрес бара Скопје и Тирана да потпишат билатерален договор за основните права на македонците во Албанија и на албанците во Македонија на реципрочна основа. На ред се светските вести. Палестинците прифатија ново 3-дневно примирие во Газа. И за авионската несреќа во Иран по кратката пауза. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел светот денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. 39 загинати во авионска несреќа во Иран. Во Турција први директни претседателски избори. Турските граѓани денеска гласаат на првите директни претседателски избори во земјата во историјата. Од основањето на Република Турција пред повеќе од 90 години, претседателот беше избиран од парламентот. Се очекува на изборите да победи премиерот во заминување Реджеп Тајип Ердоган од партијата на правдата и развојот. Ердоган, кој беше премиер во 3 мандати на изборите, се соочува со двајца против кандидати, Екмеледин Ихсаноглу, кој е заеднички кандидат на главните опозицијски партии во парламентот, и Селахатин Димитрис Курт, која предводи Левичарската народна демократска партија. Ако ниту еден од кандидатите не освои повеќе од 50% од гласовите, вториот круг ќе се одржи на 24 август.
39 луѓе загинаа кога мал патнички авион утринава се урна врз населено место во иранскиот главен град Техеран. 9 патници се повредени. Тие се веднаш пренесени во болница, а дел од нив според информациите од лекарите се борат за живот. Авионот, чија дестинација била градот Табас на истокот на Иран, паднал веднаш по полетувањето од аеродромот Марабат, на само 5 километри од населбата Асади. Според иранското министерство за сообраќај, во авионот имало 40 патници, меѓу кои 7 деца како и 8 членови на екипажот. Шефот на воздухопловните власти информира дека авионот паднал во дрва и дека нема жртви меѓу населението во населбата каде што се урна леталото. Се уште нема детални информации за причините за авионската несреќа, но се претпоставува дека авионот паднал најверојатно поради проблеми со моторот. Во Иран авионите се купени уште пред исламската револуција во 1979 година и тие се уште се во функција. Велика Британија и Франција денеска започнаа со обезбедување на хуманитарна помош за илјадници раселени цивили поради нападите на милитантите од Исламската држава во северен Ирак. Францускиот министер за надворешни работи Лорен Фабиус денеска е во посета на Ирак, каде меѓу другото ја надгледува и дистрибуцијата на помош за раселените ирачани. Фабиус изјави дека Франција ќе обезбеди неколку тони помош за внатрешно раселени ирачани. 2 британски авиони доставуваат храна, вода, шатори и соларни светилки, кои може да служат и како полначи за мобилни телефони на раселените луѓе. И Соединетите држави вршат достава на храна и вода за раселените. Палестинските преговарачи во Каиро изјавија дека го прифаќаат египетскиот предлог за нов 3-дневен прекин на огнот со Израел, со што ќе се отвори патот за обнова на индиректните преговори за долготрајно примирие во појасот Газа. Палестинските преговарачи, кои ги представуваат различни палестински фракции, изјавата ја дале под услов да остават анонимни, бидејќи нивната изјава се однесува на чувствителните преговори, пренесоа американските медиуми. Израелската делегација во петокот ги напушти преговорите пред истекот на претходниот 3-дневен прекин на огнот, истакнувајќи дека нема да преговараат додека трае ракетирањето на Израел од Газа. Израелската страна ги обвини палестинските екстремисти дека истрелале гранати врз Израел пред истекот на примирието во петокот во 8 часот утрината. После тоа беше продолжено преку граничното ракетирање и израелските одмазнички напади од воздух, иако со намалена жестина. Во судирот што почна на 8 јули досега загинаа повеќе од 1900 палестинци и 67 лица од израелска страна. Во Романија е хоспитализиран маж со симптоми кои се карактеристични за вирусот на Ебола, пренесе и тартас. Представници на Министерството за здравство соопштија дека хоспитализираниот е 51 годишен романски државјанин кој пристигнал од Нигерија. Пациентот кој има зголемена температура, повреќе е дехидриран, од болницата во градот Пловешт бил префрлен во Институтот Малеј Блашт во Букурешт. Семејството на пациентот е ставено во карантин. Мостри од испитувањата на пациентот ќе бидат испратени во лабораторија во германскиот град Франкфурт. Точната дијагноза на пациентот ќе се постави дури по 3 дена. Ова е прв случај на пациент кој е хоспитализиран во Романија под сомнение за присуство на Ебола. Јапонските власти вчера нареди евакуација на околу половина милион луѓе кои живеат во близина на надојдените реки поради тајфунот Халонг. Поради невремето се откажани и стотина летови, а загрозени и копнениот сообраќај. Јапонската метеоролошка агенција предупреди на можноста од поплави во префектурата Мија и нареди евакуација во 2 града поради страф од излевање на реките. Тајфунот го карактеризираат ветрови со брзина од 180 км на час, а тој вчера попладне се приближи до островот Шикоку. Агенцијата предупреди дека обилни дождови во недела ќе го зафатат и Токио, главниот град на Јапонија, иако претходно се очекуваше дека невремето ќе се движи во друга насока. За 7 месеци годинава во земјата се регистрирани 26 новозаболени лица од ХИВ-СИДА. 26 случаи на заболени од ХИВ-СИДА се откриени во првите 7 месеци од годинава. Од нив 10 граѓани се болни од СИДА, а 16 се ХИВ позитивни. Според полот, 25 се мажи, а само една е жена. Најголем број од нив се заразиле со хомосексуална врска, соопшти денеска началникот на одделот за ХИВ и СИДА при Комисијата за заразни болести. Во изминативе 12 месеци починале двајца мажи болни од СИДА. Едниот бил на возраст од 40 до 49 години, а помладиот на возраст од 30 до 39 години. Најголем број од заболените се во Скопје 16, 2 лица се од Свети Николе, 3 од Куманово, по 1 во Тетово, Струмица и во Штип, а 2 од заболените се од Струмица. Во периодот од 1987 година до денес се регистрирани 223 лица кои живеат со ХИВ и СИДА. Според последните истражувања, и голем дел од затворениците истакнале дека не користат кондоми како превентивна заштита, а дури 50% од младите
Исто така не сакале да имаат сексуален однос со кондом. Во 2013 година се изработени 24.562 теста за дијагностика на ХИВ во Македонија. Изминатата недела се одбележа како Светска недела на доењето. Овогодинешното мото на Светската недела на доењето е доење цел за победа за живот. Темата на овогодинешната Светска недела на доењето има за цел да укаже на важноста, обезбедување на заштита, промоција и поддршка на доењето во склоп на милениумските цели на развој. Милениумските цели на развој се поставени 1990 година од страна на Обединетите нации, кои беа поставени за борба против сиромаштвото и промовирање на здравиот и одржлив целокупен развој на сеопфатен начин до 2015 година. Најважно е тоа што тоа е природна и најадекватна храна која е достапна за сите кои сакат да дојат и секако не го оптеварува фамилиарниот буџет. Храна која е на температура каква што треба да ја прими новороденчето, мајката било каде да се наоѓа може да му ја даде на детето. Се вели дека мајчиното млеко е влог во иднината, затоа што детето е заштитено од сите болести кои мајката ги прележала понатаму во детството. Исто така, многу важен акцент е и тоа што го поттикнува развојот на интелигенцијата. Значи, тие што водат евиденција за доените деца и прават споредба со тие кои се хранат со формула, велат дека овие деца имат повисока интелигенција, значи коефициент на интелигенција и една многу важна работа, мајчиното млеко е благослов за прематурните. Во последните 2 децении смртноста на децата е смалена за околу 40%, но се уште околу 7 милиони деца помлади од 5 години секоја година умираат воглавно од болести кои можат да се лекуваат. Тука учеството на неонаталната смрт во текот на првиот месец е најголема. Потребно е да се возможи да се поттикнува истовремено развој на прехраната на мајката и новороденчињата, а со тоа и здрав развој на децата и постигнување на поставените цели. Да се укаже дека е клучна врската помеѓу доењето и опстанокот на новороденчето од една и здравието во целина од друга страна. Каква е состојбата кај нас? Мајките традиционално сакаат да дојат. Јас сум Елена, мајка на прво дете родено пред 2 дена. Почнавме со доање, чувството е одлично, препорачувам сите мајки да дојат, затоа што тоа е одлично чувство, врзаноста на мајката и детето е непроценлива и супер, значи немам друг збор да кажам. Кај нас, за разлика од светот, пошто сум престојувала во многу породилишта, ние не им даваме баш избор на мајките, туку го носиме новороденото и им го даваме да го дојат. И мислам дека во најголем процент добро се снаоѓаат, секако со помош на персоналот. Сите кои сакаат да дојат ја добиваат нашата поддршка, понекогаш пред да одат на контроли кај матичните педиатри или во други установи доаѓаат и кај нас на контрола, така да мислам дека процентот се одржува на високо ниво. Најава за настан во септември, кој ќе биде поддржан од невладината организација Лулка, која се занимава со едукација на бремени жени и на мајки со мали деца, а која исто така става акцент на доењето, значи за тоа накнадно ќе ви информираме, се надам дека ќе се реализира во првата половина на септември. Заштитата, промоцијата и поддршката на доењето е голем придонес за постигнување на милениумските цели за глобален развој. 100 деца од Велес и 50 деца од Кавадаречко во Озрци се на климатска рехабилитација на Пелистер во детското одморалиште. По 13 пат од Велес за Пелистер заминаа 150 деца основци кои заедно со уште 50 деца од селото Возарци од вчера до 11 август ќе престојуваат на воздушна рехабилитација на чист воздух на Пелистер. Целта е преку чистиот воздух да се намалат последиците од загадувањето на животната средина. Децата беа воодушевени. Многу се шетаме, дишуваме чист воздух, си играме. Па се дружиме, играме разни игри. Навечер секоја се организира забави. Шетаме на мала и голема ливада. Досегашните анализи покажуваа дека децата имаат значајни подобрување на здравјето по престојот на Пелистер. Ова е права воздушна бања за сите респираторни заболувања. Овдека се
по програмата на Република Македонија има застапени повеќе општини. Сите деца што се со респираторни проблеми доаѓаат, секојдневно имаат активности, го зголемуваат респираторниот капацитет и полесно оздравуваат. Правевме предходно крвни слики на децата и правиме 10 дена од кога ќе се вратиме, па по 1 месец како контролно. Здравието на децата е релативно подобрено. Покрај забавните активности за децата се организираат и едукативни работилници. Имаме работилници, навечер имаме маскенбал, мис, мистер и други забавни активности. Добро е тука, децата се забавуваат, чист воздух, свежо е, си играат. Во втората смена, која почнува на 11 август, на Пелистерот Велес на чист воздух ќе простојуваат уште 100 деца и уште по 30 од Осло, Кичевско и Миладиновци од општина Илинден, ако е во близина на рафинеријата Окта. За нивниот престој на планина Пелистер, половина од цената за престој, односно 50% за сите деца, ги обезбедува Министерството за животна средина и просторно планирање, а останатата половина во минимален износ од 3300 денари ја плаќаат нивните родители. Започна сезоната за собирање боровинки во Националниот парк Пелистер. Од вчера започна сезоната на берба на боровинки во Националниот парк Пелистер. Промената на терминот подоцна за неколку дена беше заради временските прилики, односно боровинката се уште не беше зрела за собирање. Изминатите години, посебно овие две последни, беше подобро од аспект на количините што беа собрани и од можностите за заработка, иако цената на боровинката според откупувачите, она што тоаш го плаќа, варираше и не беше доволно висока, и во овој момент најавите се дека цената нема да биде многу висока, што не е многу поволно за берачите, но сметаме дека квалитетот на боровинката и количините што од прилика може би ќе бидат и до 250 до 300 тони, ќе овозможат и тие да бидат задоволни и да заработат нешто од собирањето на боровинката. Боровинката претежно ја има над 1600 метри височина. Но оние делови каде што дел расте и заедно со моликата, но дел расте и кај што се пасишта, па ја има и од страната на Пелистерското големо езеро, под малото езеро, ја има кон Орлови бари, ја има исто така и на десната страна кон Преспанското езеро до овие села кои што се во подножието, ја има и на Маловишката страна, ја има и по патот, официјалниот пат до антена на Пелистер, значи околу 300 хектари, не компактна, но сепак ја има на тој простор. Веќе 3 години е стандарден бројот на собирачи кои бараат легитимации. Од прилика до 150 до 250 бараат обнова на легитимацијата или на маркицата за оваа година. Иначе износот е 500 денари за маркица, а 600 доколку треба да изваде легитимација. Затоа е потребно да донесе и фотографија и копија од лична карта заради утврдување на идентитетот. Боровницата на Пелистер се смета за една од најквалитетните. Препишувачката школа која функционирала во манастирот во Слепче е всушност една од најзначајните во Македонија. Колку е важно делото на книжевните центри, книжевните школи и скрипториумите се гледа од фактот дека токму тие послужиле да се зачуваат делата на златниот период на црквата. Токму еден од најважните скрипториуми на овие простори е во Слепче во манастирот Свети Јован Претеча. Особено значајни ракописи се создадени во времето на дебарскиот монах Висарион. Би сакала посебно да го подлечам значењето на овој значаен скрипториум, значи на Слепченскиот манастир Свети Јован Крстител, особено во периодот на 15-тиот и на 16-тиот век, кога овде тој работат неколку значајни имиња, книжевни имиња. Едниот од нив е секако Висарион Дебарски, со еден импозантен опус од 30 препишани ракописни книги, кои денеска се чуваат во книгохранилиштата и библиотеките надвор од Република Македонија. Се разбира, овде работи и цела екипа на книжевници, кои што практично и го афирмира Слепченскиот манастир како значаен скрипториум, еден од најзначајните во отоманскиот период, значи особено во периодот на 16-тиот век. Оваа препишувачка школа довела до создавање на импозантна библиотека. Оно што е важно е што самото книгохранилиште обезбедува преписи од многу ретки ракописи, кои што веќе негуваат една
филозофско-догматска ориентација. Тоа се зборниците кои што сите ги редактира самиот Владислав Граматик, повеќе евангелија кои што произлегуваат од негова рака, голем број на зборници со поучително-монашка ориентација, како и цели конволути од значајни теолози, патристи, кои што се формирани или кои што се оформени во посебни зборници од типот на Златоустот, на Диоптрата на Филип Монотроп, понатаму на Диониси Ареопагит и така натаму, што самото зборува за еден мощне, актуелен книжевен центар за тој период, за периодот на 16 век и за големата образованост на оние кои што твореле и работеле во него. Скрипториумот и сите останати значени бележја на манастирот Слепче ќе се содржат во монографија, која ќе биде прва за овој манастир, кој оваа година го слави своето милениумско постоење. Таа би била прва монографија од таков тип, бидејќи досега манастирот Слепче нема добиено монографија каде што ќе бидат презентирани сите они историско-уметнички вредности, а тие се бројни, почнувајќи од средниот век, од времето на византискиот период, особено значи од времето на поствизантискиот период, односно од османлискиот период, кога Слепче во 16 век апсолутно станува еден од најзначајните и највлијателните манастири на Балканот, можам да кажам, со развиена книжевно-препишувачка школа, слепченската резба, значи цел еден правец во уметноста на третирањето, изработката и украсувањето на дрвото. Она што е битно за Слепченскиот манастир е тоа што освен што имал големо влијание, одржувал врски и со Света Гора, а постојат и пишани документи за донации од монасите. На ред е временската прогноза. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување.